Монструмот од болницата во Бардовци и бруталното убиство, направено с убоди од стаклено шише, е потврда дека освен пари, во здравството треба сериозно да се инвестира и во човечки ресурси, за да не се случуваат вакви трагедии. Министерот за здравство, Азир Алиу, најави дека во тек е постапка за утврдување на одговорност за бруталното убиство кое го изврши 35-годишниот Димитар Спасов од Неготино и со стаклено шише го усмрти 62-годишниот ИТ од Скопско Љубанци. Алиу вели дека уште пред месец дена предупредил за потребата од инвестиции за болницата во Бардовци, но и дека се преземаат сите мерки за да се расчисти случајот. Постапката на надлежните треба да даде одговори дали убиецот предходно слободно се шетал на слобода и вработените во Бардовци го пријавувале за проблематичното поведение, како што објавија дел од медиумите. Јас јавно со слики, со текст објавив дека таму треба инвестиции и од аспект на инфраструктура, но исто така и од аспект на човечки зајакнување на човечките капацитети таму. За жал, овој настан ќе го бустира процесот, ќе го забрза процесот, но треба да учиме и јас сум да креираме политики Министерството да превенира, не да постапува после вакви случаи. Се случи, тоа е процес во кој што административно сега се администрира. Пред 2 дена Спасов крвнички со стаклено шише го удирал 62-годишниот пациент кој од силните удари паднал во безсознание. Тој веднаш бил пренесен на клиничкиот центар Мајка Тереза, но за жал по 1 час подлегнал на повредите. Спасов бил насилник, за што сведочат и снимките кои што сам ги споделувал на Фејсбук. Добро дојде брат во долина Волците. А за шпиони, ка Агрон што ми кажа, што ми бистел глава да ми вистена и метак душ. На друго видео што самиот го објавил, се слуша како на цимерот собота му дава насоки да претепа пациент. Ајде да видам. Ајде оттепај го. Не го оттепај го, што тој дојде од рајот. Послабина, по ребра. У глава, ропти го у глава, мала. Инаку Димитар Спасов повтор пат ја згрозува јавноста со убиство. Тој е осуден пред повеќе од 1 деценија за убиство на мајка си, која го извршил кога имал 23 години во стан во центарот на Неготино. Мајка му на Спасов имала 10 убоди од нож по вратот, стомакот и градите. Уште погрозоморно е тоа што тој беше фатен од комунални работници, кога во контейнер го фрлал трупот облеан во крв. Откако бил приведен, го признал убиството. Димитар тогаш беше студент на факултетот за физичка култура во Скопје, а вежбал и кикбокс. Мајка му била хигиеничарка во здравствениот дом, а татко му бил стоматолог, но починал неколку години пред убиството. Синот Монструм дури се пофалил на Фејсбук дека ја убил мајка си.